второ издание на Дневникот на Канал Плюс. Добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Проектот на Штипскиот музеј за конзервацијата на фреско живописот и санација на црквата Свети Спас во Штип успешно е реализиран. Во тек е конзервација на дел од иконите во црквата во Штипско Новосело. Во Штип се одбележа денот на првата механизирана пешадиска единица, која ги продолжува борбените традиции на славната 14-та младинска ударна бригада Димитар Влахов. Општина Кочани со манифестацијата Денови на Кочанскиот Торис го слави собирањето на родот на оризот од кочанските полиња. Се е подготвено за оваа традиционална манифестација. Шест нови дигитални мамографи до крајот на годината ќе добијат 6 јавни здравствени установи, меѓу кои и клиничката болница во Штип. Министерството за здравство ги потпиша договорите за набавка на мамографите, а веќе течат роковите за испорака. Станува збор за апаратура во вредност од околу 40 милиони денари, истакна министерот за здравство Никола Тодоров. Сакам да информирам дека Министерството за здравство заврши набавка и ги потпиша договори за набавка на 6 нови дигитални мамографи. Веќе течат роковите за испорака и предвидено е до крајот на оваа година да бидат испорачени и да бидат инсталирани во јавните здравствени установи во Република Македонија. Станува збор за набавка на 6 мамографи во следните 6 јавни здравствени установи: Светинал Мохридски во Скопје, Општата болница Кавадарци, Клиничката болница Штип, Општата болница Куманово, Општата болница Прилеп и Општата болница Кочани. Станува збор за апаратура вредна нешто над или околу 40 милиони денари. Како што споменав, за прв пат се набава нов дигитален мамограф во хируршката клиника или клиниката за хируршки болести Светинал Мохридски. Во моментот во оваа јавна здравствена установа се врши само ехо на дојка, но не и мамографија. Со набавката и инсталирањето на овој мамограф се проширува можноста, односно местата или здравствените установи каде што може да се врши ваква дијагностика. Исто така во болниците во Кавадарци и Кочани за прв пат се воведе ваков тип на дијагностика, а во Штипската, Кумановската и Прилепската болница вакви апарати имало и претходно, но веќе се стари, дотраени и со почести кварови. Од тие аспекти се одлучивме да набавиме 6 мамографи во овие 6 здравствени установи во Република Македонија. Со набавката на овие апарати ќе се овозможи скрининг прегледите да се изведуваат на повеќе локации во државата, поблиску до женската популација, а со тоа ќе има и брзо и навремено делување кај оние лица или пациентки кај кои е забележена определена промена. Денес се одбележува денот на првата механизирана пешадиска единица. По тој повод во касарната Јане Сандански во Штип им се оддаде почит на загинатите, а имаше свечена академија и војничко дефиле. Со војничко дефиле и свечена академија денес се одбележа денот на првата механизирана пешадиска единица. По тој повод во касарната Јане Сандански во Штип се одржа свеченоста со полагање цвеќе пред споменикот Македонија. На свеченоста присуствуваше градоначалникот на Штип Илчо Захариев, како и представници на локалната власт. Во селото Митрашинци Беровско била формирана 14-та младинска македонска народно-ослободителна ударна бригада. Својот борбен пат бригадата го започнала на 18 септември 1944 година во реонот на селото Будинарци со задача да го запре напредувањето на фашистските сили кон Виница. Следната задача на бригадата била изведување на операција за ослободување на Кочани, а потоа го продолжува својот борбен пат по десната страна на реката Брегалница на правецот Кочани Штип Свети Николе. Славниот борбен пат 14-та младинска македонска народно-ослободителна ударна бригада Димитар Влахов го завршила на 15 јуни 1945 година, кога со параден марш влегла во Скопје. Во борбите против фашистичките сили, бригадата изгубила 423 борци, но дала огромен придонес во победата над фашизмот и го потврдила херојството на македонскиот народ и на сите националности кои живеат во Република Македонија. Изминатата година втората механизирана пешадиска бригада учествуваше во голем број на акции, помагајќи секаде каде што е потребно. На полето на соработката со цивилните структури бевте исклучително активни, помагајќи секаде каде беше возможно
вклучувајќи се во акции од општествен интерес. На почетокот на месецот февруари, кога обилните врнежи го сафатија поголемиот дел од Република Македонија, вие дадовте огромен придонес во справување со последиците од истите. Сегашната бегалска криза во районот на општина Гевгелија стана уште еден предизвик за вас. Цврсто сум уверен дека и со врските и задачите врзани за истата успешно ќе се справите. Вашиот однос кон работата, вашата посветеност и сериозност секојдневно не уверува нас од бригадата, но и нашите предпоставени од Здружена оперативната команда дека секоја задача која ќе ви биде доделена ќе ја извршите на најдобар можен начин. Вообичаено на овој ден беа доделени и признанија за најдобрите од оваа пешадиска бригада. Во посета на Штип денес беше министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска. Таа ја посети изложбата на монети во уметничката галерија Безистен, а беше и во црквата Свети Спас, каде пред известно време заврши реставрацијата и конзервацијата на црковните фрески и икони. Министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска денес беше во работна посета на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Штип. На средбата се разговараше за динамиката со која се реализираат проектите кои се во тек и за оние кои се предвидени за наредната година. Како дел од средбата беше и посетата на црквата Свети Спас од 14 век, каде пред известно време беше завршена конзервацијата на фреско живописот и целосно се санираше кровната конструкција. Она на што во овој момент се работи е конзервација на икони од црквата Успение на Пресвета Богородица во Ново село, кои по завршувањето на нивната обнова ќе бидат изложени во галеријата на црквата. Можев да се запознам со динамиката и текот на конзервација на овие икони при конзерваторското оделение во самата институција Завод и музеј Охрид, со самите конзерватори кои што интензивно работат на конзервација на овие вредни икони. Веќе половина од иконите, над 40 се конзервирани и се складирани во депото, се работи на останатиот дел до 85, на втората фаза, така да согласно динамиката, овој проект треба да заврши следната година, каде што ќе се реализира и галерискиот простор во црквата. Во наредните 5 години во Штип целосно ќе бидат обновени фасади на уште неколку куќи и објекти кои се заштитени со закон. Во делот на Ново село се планираат уште 2 куќи, тоа е куќата на Личкови и куќата Крстимир Сирков 69, познатата куќа каде што се снимаше филмот Среќна нова 49 година. Планираме исто куќата на Дели Петриви да ја санираме фасадата. Една од објектите каде што ќе се финансира санација на фасадата и Гарни хотелот. Со зачувување на старата архитектура во Штипско Ново село и се она што досега направено на инфраструктурен план, ќе се врати стариот сјај на ова значајно место за Штип, истакна Илчо Захариев, градоначалник на општина Штип. Многу значајен сегмент е зачувањето на таа стара архитектура. Личковата куќа е многу битна, Станчевата куќа, куќата на Лазарови, секако дека музејот на ВМРО со восочни фигури беше навистина право откровение за нашиот град. Да речеме, јас моите гости, амбасадори кои доаѓаат, прво ги носам во Ново село. И лично мислам дека следните 2 години Ново село ќе се го добие на значајно место, затоа што ретко некое така мало место, на така мал простор има толку богато културно наследство. Во проектот за обнова на црквата Свети Спас се вклучи семејството Милеви, кој финансиски го помогна овој проект. За следното празнување на Свети Спас, околината, инфраструктурата, зеленилото ќе биде во многу подобра светло, за да можат нашите сограѓани со задоволство и да бидат присутни на празникот на Свети Спас. Неисправна електрична инсталација денес пепло са работелница во Виница. На лице место на пожарот излегле екипи на полициската станица и дирекцијата за заштита и спасување. Пожар утрово избувна во работилницата на улицата Ванчо Прке број 36 во Виница. Целосно изгоре вреден алат и друг инвентар, а пеплосана и целата надворешна конструкција. Силниот мирис на изгорено попладнево сведочеше дека катастрофата можела да биде и поголема. Огнените јазици пучале да зафаќаат и дел од кровната конструкција од соседната куќа. Во моментот на настанување на пожарот во домот на семејството Соколови била само сопругата која седела во дневната соба. Најпрви настапил краток спој, потоа и серија мали експлозии. Од нивната јачина напукнали прозорците од куќата. Дојавата за пожарот во територијалната противпожарна единица пристигнала во 15 минути до 10. Веднаш излеговме со 2 возила на
лице место на пожарот, при што за брзо време го ставивме под контрола. Тоа негде беше околу 10 минути, а пожарот го ликвидиравме околу 10 часот. После пожарот веќе излегоа екипи, увидни екипи од Дирекција за заштита и спасување и увидна екипа од полициска станица Виница, така да материјалната штета и накнадно ќе биде утврдена. На лице место на пожарот излегле екипи на Дирекцијата за заштита и спасување и од полициската станица во Виница. Дополнителната пресметка треба да ја утврди висината на материјалната штета, а увидот да даде одговор на причините за настанувањето на пожарот, иако тие испоред сведоштвото упатуваат на неисправна електрична инсталација. СВР Штип експресно расветли тешка кражба во Кочани. Ноќва се откриени и приведени четворица скопјани на возраст од 21 до 24 години, кои завчера го украле сефот во туристичката агенција Автоатом во Кочани. Фатените и приведени скопјани се познати на полицијата како сторители на вакви и слични дела. 4 лица на возраст од 21 до 24 години, сите од Скопје, кои вчера извршиле тешка кражба во туристичка агенција во Кочани, од каде одзеле метална каса сеф. По брзата интервенција на полицијата, извршен е преглед на патничко моторно возило Голф со скопски регистарски ознаки, при што пронајден е одземениот сеф и лицата се лишени од слобода. Хуманоста на дело Штипјани и денес имаа можност да ја покажат. Се одржа голема крводарителска акција организирана од Црвениот крст во Штип. И денес Штипјани имаа можност да ја покажат хуманоста на дело. Во просториите на Домот на културата Ацо Шопов, Црвениот крст од Штип организираше редовна крводарителска акција. Течеше сосема во најдобар ред, имаме крвни единици од сите крвни групи со сите РХ фактори. Сакам да искажам голема благодарност до сите крводарители кои одвоија од своето време и дојдоа да подарат од својата драгоцена течност со која ќе се спасат многу животи. Билансот на оваа крводарителска акција се 60 крвни единици од различни крвни групи. Во дневникот и минути за политиката. По вчерашната пресконференција на штипските социјалдемократи, на која председателот на општинската организација Владимир Милошев обвини за дефицит во клиничката болница со лекови, пред се антибиотици и инсулин, денес се огласи раководството на болницата. Клиничката болница во Штип подолг период работи во услови на изразен недостиг на лекови, пред се антибиотици, но и недостиг на инсулин, обвинија вчера на пресконференцијата штипските социјалдемократи. Денес за обвинувањата се огласи раководството на болницата, од каде велат дека вработените во клиничката болница во Штип стојат на услуга на пациентите со соодветна оперативна и терапевтска здравствена заштита. Во писменото обраќање кон јавноста од страна на директорите доктор Александар Стојановски и магистар Елизабета Папарова, меѓу другото стои: благодариме на опозицијата што се грижи за здравјето на пациентите, што не беше вообичаено за време на владење на СДСМ, кога имаше голем недостиг, високи цени на лековите и застарена медицинска опрема. Иако овие се ситни политички поени со лажно обвинување, имаме образ да одговориме дека во координација со Министерството за здравство, вработените во клиничката болница во Штип стојат на услуга на пациентите со соодветна оперативна терапевтска здравствена заштита. Снабденоста на антибиотиците соодветствува, а што се однесува до инсулинската терапија, Центарот за диабет ги има сите видови на инсулин и нема проблем во неговата дистрибуција. Селото Истибања деновиве ќе биде центар на фолклорот од Европа, Азија и Балканот. Во сабота започнува јубилејниот фолклорен фестивал Истибањско здравоживо. Во пресрет на манифестацијата утре концерт во Виница ќе одржи ансамблот за народни песни и игри Танец. Концертот ќе се одржи во 19:30 на плоштадот Ангел Винички. Србија, Бугарија, Молдавија, Литванија и Монголија се земите кои ќе бидат гости учесници на 30-тиот јубилеен фестивал Истибањско здравоживо, чие отворање е во сабота на отворената сцена во село Истибања. 6 ансамбли од странство и по 5 ансамбли во сабота и 5 ансамбли во средата од Република Македонија со вкупно околу
300 учесници и тоа е интересен фактот што на фестивалот ќе имаме представници од Европскиот континент, од разни делови на Европа, како и од Азија и од Африка. Е единствен фестивал од Република Македонија кој што е во календарите на светските организации и официјал. Фестивалот годинава ќе започне во саботата со тоа што во 16 часот и 30 минути пристигнуваме на сите ансамбли во Истибања, а во 17 часот ќе се одржи заедничко оро на кое што под звуците на оркестарот од ансамблот Кирка ќе заиграат сите ансамбли од светот и ансамблите кои што се планирани за да настапат во саботата. Потоа продолжува со големото дефиле низ Истибања, каде што и секој ансамбл се представи со 2-минутна програма. Во 18 часот и 30 минути е свеченото отворење на фестивалот со интонирање на државната химна и поздравен збор од домаќините и организаторите. А потоа и секој ансамбл се представи со 5-минутна програма. Фолклорниот караван од Истибања ќе продолжи во Македонска Каменица, а ќе биде и дел од жетварските обичаи во општината Чешиново-Облешево. Вечерните часови од овој интернационален настан се предвидени за организирање национални вечери со презентирање на националното богатство од своите земји. Главниот гала настан во Виница е во среда на градскиот плоштад. Сите граѓани, љубители на фолклорот, од името на општина Виница ве покануваме да го проследите настапот на учесниците на јубилејното издание на 30 години фолклорен фестивал Истибањско здравоживо, кој ќе се одржи отварање во саботата во 18 часот во Истибања и затварањето на плоштадот Ангел Винички во Виница во среда во 18 часот. И годинава фестивалот е под целосно покровителство на локалната самоуправа и Министерството за култура. Се е подготвено за деновите на Кочанскиот Орис, традиционална манифестација која со низа содржини го слави почетокот на жетвата на белото злато од Кочанските полиња. Годинешната 24-та меѓународна манифестација Денови на Кочанскиот Орис се карактеризира со музички, поетски, ликовни содржини, промоција на книга за Орисот и избор на жетварска убавица за 2015 година. На денешната пресконференција градоначалникот Димитровски истакна. Главните активности се сведени во последните неколку дена. Во четвртокот на 1 октомври имаме избор на жетварска убавица и доваѓање на сите гости. Очекуваме гости од земјата и повеќе гости од странство, од збратимените градови. Гостите ни се овде во четврток, во петок, во сабота, за да финишираме во неделата на 4 октомври со традиционалното зажнејување, овој пат во село Прибачево. Оваа пракса за ротирање на домаќините во општината Кочани е корисна од аспект на тоа што ги мотивираме граѓаните на тие населени места, на тие местни заедници да се вклучат и оваа година исто така се вклучи местното население од Прибачево заради тоа и тие имаат своји бенефити, направивме некои градежни зафати, направивме некои подобрувања во самото населено место Прибачево и заеднички ги подобривме условите за организација на оваа манифестација. Инаку програмата на годинешните 24 денови на Кочанскиот Орис, кои ќе траат од 18 септември до 4 октомври, пред присутните новинари ја образложија Ника Илиевска Ѓоргиева од организациониот одбор на манифестацијата. Сите ударни манифестации кои што се проследени и очекуваме да бидат посетени секако од нашите гости. Значи од 1 до 4 почнуваме на 1 октомври со Оризовата бела ноќ. На 2 октомври ја имаме Оризовата бела вечер каде што настапува Елена Ристевска, настан кој што ќе се одржи во трговскиот центар. Финишираме во Прибачево со Оризовата жетва, изборот на земјоделец, кој што е исто така еден битен сегмент од целата манифестација. Тука, после вообичаените обичаи, следува секако културно-уметничката програма на која што ќе настапат гостите. Иако буџетот на годинешната манифестација изнесува 1 милион денари со учество на стопанственици и компании од Кочани.
земјотрес со јачина од 8,3 степени, според Рихтеровата скала го погоди Чиле, и во кој загинаа најмалку 5 лица. Евакуирани се околу 1 милион луѓе, изјави представникот на Министерството за внатрешни работи. По главниот удар следеле неколку силни вторични потреси, јави американските медиуми. Имало силно тресење на зградите во престолнината Сантјаго, а мали бранови цунами предизвикале поплави во неколку крајбрежни градови. Унгарија ќе подигне ограда по должина на границата со Хрватска, изјави унгарскиот премиер Виктор Орбан во разговорот за австрискиот дневен весник. Ќе подигнеме ограда и на некои места на границата со Хрватска, вели Орбан и додава дека е донесена одлука и за подигнување на ограда на границата со Романија. Откако Унгарија во вторникот ја затвори својата граница кон Србија, на која изгради ограда висока до 4 метри и долга 175 километри, за да ги спречи легалните минувања на емигрантите и бегалците. Тие се свртија кон Хрватска како рута на својот пат кон богатите западноевропски земји, кои благонаколно гледаат на нивното доаѓање, како Германија и Шведска. Еден суматарски тигар од зоолошката градина во полскиот град Вроцлав утрово нападнал и убил еден од чуварите во текот на рутинското чистење на неговиот кафез, соопшти потпаролот на локалната полиција. Според наводите на локалната телевизија, чуварот имал 20 годишно искуство во водење сметка за тигрите. Инаку зоолошката градина во Вроцлав од утре треба да биде домаќин на меѓународна конференција на директори во зоолошки градини од Европа. По оставката на шефот на стручниот штаб Владко Костов, Штипска Брегалница го реши тренерското прашање, откако вчера беше постигнат договор со Тони Јакимовски, кој е назначен за нов тренер на Брегалница. По заминувањето на Владко Костов, Штипјани неколку седмици бараа решение на клупата и тоа го пронајдоа во Јакимовски, кој практично до вчера беше тренер на второлигашот Евромилк. Со двајцата е постигнат договор. Јакимовски има пролиценца и заеднички со Драган Христовски ќе водат екипата во идните кола. Игор Стојанов останува помошен тренер, а Александар Митрев тренер на голманите. Со нив отпорано имаше подпишано договори. Во изминатите 14 дена по оставката на Костов, презадоволни сме од работата на Стојанов. Имавме едни мали мини подготовки. Фудбалерите и сега тренираат 2 пати на ден, изјави председателот на Брегалница Мите Митев. Според Митев, атмосферата во екипата е одлична, особено како што вели, годи убедливата победа против Металург. Оваа сабота ќе се одржи редовното 7 коло, каде Штипска Брегалница на стадионот во Кочани ќе пречека екипата на Царев двор. Познати се термините за мечевите во Лигата на шампиони до крајот на 2015 година. Од ЕХФ ги соопштија термините за сите надпревари на Вардар во Лигата на шампионите во ракомет до крајот на 2015 година, освен гостувањето во Барселона. До сега беа познати термините до петото коло, кога Вардар го пречекува Киелце, а сега се познати и преостанатите 2 домашни средби со Барселона и со Колдинг за гостувањето во Полска. Единствено се чека Барселона да прецизира кога во периодот од 11 до 15 ноември ќе му биде домаќин на Вардар. Последниот меч во 2015 година се игра на 5 декември, а потоа следува паузата до февруари, кога ќе се доиграат последните 4 кола. Во првото коло Вардар ќе гостува во Монпелје, а во второто коло Вардар ќе ја пречека екипата на Пик Сегет. Ова беше се што ви подготвивме во второто издание на Дневникот. Со нови содржини се гледаме утре. Имајте пријатна вечер.